2.350.000 денари ќе бидат одвоени од општинскиот буџет за вршење работи од социјална заштита на здруженија. Согласно одлуката на Советот, финансиските средства ќе бидат распределени на 5 граѓански организации од Куманово. Општината предвидува средства и за спроведување на превентивно-промотивни активности за унапредување на здравствената заштита, но и за организирање на превентивни мерки и активности во областа на социјалната и детската заштита. Парите ќе ги добијат граѓанските здруженија и организации кои претходно аплицирале со проекти на јавниот повик од општината. Општина Куманово, согласно своите законски надлежности од областа на социјалната заштита, во рамките на програмата за социјална заштита за 2026 година, од буџетот на општината издвојува финансиски средства за вршење на работи од социјална заштита за здруженија и други правни лица. Во согласно со Законот за социјална заштита, определени се приоритети за поддршка и финансирање, а во согласно со социјалниот план за општина Куманово 2026-2030 година, како приоритетни услуги нотирани се услуги во заедницата, услуги на привремен престој, кризен центар, шелтер центар, центар за бездомници, услуги во внесемејна заштита, живење со поддршка. И оваа година, во согласно со приоритетите од социјалниот план, распишан е јавен повик за вршење на работи од социјална заштита. Во рамките на истиот, со свој проекти конкурираа граѓански организации и здруженија кои понудија квалитетни програми и проекти кои директно допираат до граѓаните и нотираните потреби согласно распишаниот јавен повик. Во транспарентна и законски определена постапка, вкупно 5 граѓански здруженија или субјекти беа највисоко квалификувани во однос на критериумите кои што е неопходно да бидат исполнети. По однос на овој јавен повик, вкупно за сите проекти ќе бидат распределени 2.350.000 денари или сразмерно на големината и опфатот на секој проект поединечно. Овдека би сакал да напоменам дека преку ваквите повици една од главните интенции е социјалната услуга да се лиценцира во матичното министерство и услугата да продолжи да функционира без натамошна финансиска поддршка од општината, со што се отвора пат и можности за нови социјални услуги, кои првата поддршка ја добиваат токму од општината на локално ниво и вакви успешни примери од минатите години има во значителен обем и тие можат да бидат јасно наведени. Значи, што се однесува до оваа точка за распределба на средства за социјална заштита, сметам дека е важно да се нагласи дека заштитата не се состои само од законски утврдени права и услуги, туку навремено да процениме, каде треба поддршка, превенција и да создадеме можности за лица и семејства кои што се соочуваат со различни предизвици и со оваа одлука ќе покажеме дека општината продолжува да ја препознава улогата на граѓанските организации на здруженијата како партнери во обезбедување на социјални услуги и поддршка на различни категории граѓани, но јас имам еден апел односно она што го замерувам кога имаме вакви проекти, дека се многу од моја гледна точка слабо информирани са граѓаните. Значи сметам дека нема доволна промоција и затоа апелирам надлежните и оние организации кои што односно здруженија кои треба да ги реализираат проектите, активно да работат на нивната промоција преку директно информирање на граѓаните во соработка со местни заедници, училишта и сите оние места каде може да бидат опфатени корисниците. Особено е важно лицата кои што се соочуваат со социјални, здравствени или други предизвици да знаат дека постои таков тип на поддршка. Каде може да се обратат, на кој начин може да ги користат услугите и само доколку овие услуги бидат препознаени и достапни за граѓаните, ќе постигнеме целта да стигнат, помошта да стигнат баш онаму каде што е потребно. Распишани сте уште и два помали јавни повици и тоа јавен повик за финансиска поддршка за организирање превентивни мерки и активности во областа на социјална и детска заштита и сега споменатиот јавен повик за превентивно промотивни активности за унапредување на здравствената заштита. Овој јавен повик е со вкупна вредност од 150.000 денари, издвоени од буџетот на општина Куманово, кои средства ќе бидат распределени на 3 граѓански здруженија и организации и се однесуваат на финансиска поддршка за спроведување на превентивно-промотивни активности за унапредување на здравствената заштита на територија на општина Куманово и тоа во делот на промовирање на здрав начин на живот и превенција на болести, поддршка на лица со попреченост преку спроведување на активности за рехабилитација и превенција и намалување на социјални и здравствени ризици.
одредбите за финансиска поддршка за организација на превентивни мерки и активности во областа на социјална и детска заштита. Од буџетот на општина Куманово ќе се распределат 500.000 денари на 5 граѓански здруженија и организации кои што аплицирале со своји проекти. Нивните проекти се однесуваат на превентивни мерки за заштита од социјални ризици, спречување на социјални проблеми и за истите ова е нивен делокруг на работење и претходно си има докажано со слични проекти во нивното делување. Екипи на територијалната противпожарна единица Куманово во текот на вчерашниот ден 2 пати интервенирале на локацијата така наречена Пармакови ниви во близина на спомен костурницата каде што била опожарена сува трева. По првата успешна интервенција напладне, пожарот повторно се активирал и бил пријавен по 22 часот, а целосно бил ликвидиран во 1 часот и 25 минути по полноќ, информираат надлежните од регионалниот центар за управување со кризи. Пожарникарите вчера попладне интервенирале и на улицата Драги Шутевски, соопштија надлежните. Одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи Куманово во соработка со Општинскиот совет за превенција на детско престапништво спроведоа кампања на градскиот плоштад преку информативни разговори со случајните минувачи и дистрибуција на превентивни флаери за заштита од пожари, предпазливо и одговорно однесување во текот на летните месеци, објави Општина Куманово. Надлежните апелираат до граѓаните за заштита на имотот, околината, да не се палат стрништа и да се внимава при движење низ шумските предели и природата при високи температури. Во организација на детско-младинскиот фолклорен ансамбл Срма викендов ќе се одржи третиот меѓународен фестивал во Центарот за култура со почеток во 19 часот. На дводневниот детски фолклорен фестивал ќе настапат културно-уметнички друштва и ансамбли од Македонија и соседна Србија, информира организаторот и уметнички раководител на Срма Маријан Бошковски. Иначе, детско-младинскиот фолклорен ансамбл Срма работи при Центарот за култура Треко Прокопиев. Иначе, организираме третиот поред меѓународен детски фолклорен фестивал, кој се одржува на 10 и 11 со почеток во 19 часот. Нека повелат сите граѓаните на град Куманово, љубители на фолклорот и чуварите на традициите, нека повелат да ни видат наши гости, влезот е слободен. Иначе, првиот вечер учествуваат 10 ансамбли, домакините се 11. Вториот вечер учествуваат 8 ансамбл, исто и домакините се 9. Оваа година е трета година како додев како матична форма на Центарот за култура Треко Прокопиев. Иначе фестивалот беше уште порано во домот на пионери 29 ноември, кои таму имаше големи масовни екипи на меѓународно ниво и бившите југословенски земји, чак ван океани беа гости на детскиот фестивал. Културните уметнички друштва доаѓаат од нашите побратимци од градот Прокопје, Топница, од Лесковаc доаѓаат од Бојанова, доаѓаат од Врање и требаше да ни видат наши гости од Република Црна Гора, моментално на жалост ни кажа во задниот момент и овие сите други ансамбли што се од нашиот македонскиот филм. Кај нас во Куманово има околу 100 и неколку дечиња заинтересирани, инаку првата вечер ќе учествува над 350 дечиња на првиот вечер на фестивалот, а другата вечер се околу 300 дечиња. И тука морам да изразам голема благодарност и до сите наши спонзори што ни помогнаа да ова успешно реализираме оваа манифестација. Во завршна фаза е реконструкцијата на водоводната мрежа на улицата 11 октомври, објави денеска градоначалникот Максим Димитриевски. Со оваа инвестиција се обезбедува посигурно и поквалитетно водоснабдување за граѓаните, а по завршувањето на работите ќе следува целосна санација на коловозот и нормализирање на сообраќајот, се наведува во објавата. Инаку од Општина Куманово посочуваа дека реконструкцијата е дел од пошироките активности за модернизација на комуналната инфраструктура, а со реализацијата на проектот ќе се подобрат комуналните услуги и ќе се создадат услови за понатамошен инфраструктурен развој на градот.
42 годишен кумановец вчера бил лишен од слобода поради управување мопед марка Педа без возачка дозвола, соопштија од секторот за внатрешни работи Куманово. Лишена од слобода ноќеска 2 часа по полноќ била и 20 годишна кумановка која на улицата ЈНА управувала патничко моторно возило Форд, а по извршени проверки било констатирано дека го управува возилото без да поседува возачка дозвола. Утрово во 9 часот на улицата Доне Божинов бил лишен од слобода 47 годишен кумановец кој управувал мопед Томос без возачка дозвола. По целосно документирање на случаите против трите лица од Куманово ќе биде поднесена пријава за безобзирно управување со моторно возило, соопшти полицијата. Од 1 јули годинава лекот Клексан е обезбеден преку позитивната листа на лекови и може да се набавува и издава во аптеките кои што имаат склучен договор со Фондот за здравствено осигурување. На овој начин осигурените лица лекот го подигнуваат во аптеките кои имаат договор со Фондот врз основа на рецепт издаден од избраниот лекар, без претходно да го купуваат и потоа да поднесуваат барање за рефундација, информираат од Фондот за здравствено осигурување. Освен Клексан, од 1 јули на позитивната листа се уште 2 лека против згручување на крвта, соопшти денеска на пресконференција во владата генералниот директор на фондот Сашо Клековски. Во Скопје денеска е одржана седница на Комитетот за управување со националниот едношалтерски систем. Остануваме посветени на имплементација на новиот национален едношалтерски систем, преку кој ќе се одвиваат сите процеси за увоз, извоз и транзит, овозможувајќи им на компаниите пократки, поедноставни и побрзи постапки за завршување на прекуграничните трговски процеси. Целокупната постапка од доставување и обработка на податоците преку одговорите од различни надлежни институции и банките за извршените плаќања до издавањето на сите потребни дозволи и лиценци за увоз и извоз ќе се одвива електронски на едно место, објави директорот на Царинската управа Бобан Николовски. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски вчера присуствуваше и се обрати на промоцијата на каталогот за континуирани обуки на МВР изработен во соработка со Полициската академија и мисијата на ОПСЕ во Скопје. Во своето обраќање министерот Тошковски истакна дека каталогот представува значаен чекор во унапредувањето на професионалниот развој, стручноста и капацитетите на вработените во Министерството за внатрешни работи, нагласувајќи дека современите безбедносни предизвици бараат високо обучена, професионална и ефикасна полиција.